Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор, тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Во ова издание говориме за тоа какви се искуствата во Европската Унија за слободното движење на луѓето и можноста да најдат работа во други земји. Во најновиот извештај на Европската комисија се потврдуваат наводите дека мигрантите од Источна Европа имаат поголем успех во наоѓањето работа во западните земји на Европската Унија. Во извештајот се предупредува дека слободното движење представува и закана за нивните домашни економии. Источноевропските мигранти два пати побрзо наоѓаат работа од невработените жители во западните европски земји. Во големиот извештај на Европската комисија се додава дека масовната миграција ги погодува економиите во поранешните комунистички земји. Например, во Романија 1 на 10 работно способни млади луѓе заминува на запад. И покрај тоа, во извештајот се потенцира дека слободното движење мора и натаму да се охрабрува, со цел да се намали големата невработеност предизвикана од кризата во еврозоната. Истражувањето правено од 2011 до 2013 година се чини им дава тежина на популарните стереотипи за полските и чешките мигранти во Британија како најтрудолюбиви. Полскиот премиер Беата Шидло во минатиот месец го прекори британскиот премиер Дейвид Камерон, наведувајќи дека полските граѓани повеќе придонесуваат во бруто домашниот производ на Британија отколку на Полска. Ова доаѓа како резултат од тоа што мигрантите се помлади и подобро едуцирани од повеќето од домашното население. Исто така, тие се помотивирани да најдат работа. Британија и Германија се најпосакувани дестинации за источноевропејците, каде што стапката на вработеност од 2011 година е околу 15%. Во преостанатиот дел на Европската Унија стапката изнесува 0,8%. Од друга страна, мигрантите не го оптоваруваат системот за социјална заштита на земјите домаќини. Но, се додава, потенцијални и големи притисоци врз обезбедувањето услуги може да се случи на локално ниво. Во извештајот подготвен од еврокомесарот за труд Маријане Тисен, искрено се признава дека особено силни бранови од некои земји ги зголемија страхувањата за нивниот потенцијален развој, демографскиот баланс, јавните финанси и ризикот од одлив на мозоци. Откако источноевропските земји влегоа во Унијата, тие бележат големо заминување на млади професионалци во поразвиените западни држави. Просекот е некаде околу 7%. Само 10% од мигрантите се враќаат дома по една година, а некои им праќаат пари на нивните семејства. Британскиот премиер Дейвид Камерон го потегна аргументот со одливот на мозоци и прибарањето кратење на бенефитите за мигрантите од Унијата со цел да ја направи Британија помалку атрактивна. Можете да учите за медицинска сестра во Бугарија и да работите нешто друго во Британија поради нашиот врвен социјален систем. Тоа не е добро ни за Бугарија, ни за Британија, рече Камерон, наведувајќи дека основачите на Европската Унија никогаш не претпоставувале дека нивото на миграција ќе биде толку големо. Сепак во извештајот на Тисен се наведува дека 15 милиони работоспособни европејци, односно 4%, живеат надвор од нивната татковина и оти тоа е мала бројка. Како споредба се посочуваат Соединетите држави каде што скоро 30% од луѓето живеат надвор од државата во која биле родени. Во извештајот се потенцира дека поголема миграција ќе помогне во намалувањето на високата стапка на невработеност во Грција, Италија и Шпанија, што дојде како резултат на финансиската криза. Што се однесува до мигрантите од другите делови на светот, тие далеку потешко може да најдат работа во Европа. Сепак, големиот бран од над милион бегалци и мигранти што дојдоа во Европа само во минатата година, ги зголемува страхувањата дека тие ќе донесат поголема конкуренција на пазарот и ќе намалат цената на работната сила, што пак ќе се одрази и врз ефектите од политиката на слободно движење на трудот во рамките на Европската Унија. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Повеќе од половина од младите во Македонија се заинтересирани да напуштат земјата и да се обидат да најдат работа во некоја земја членка на Европската Унија. 1/3 од нив не ни помислуваат повторно да се вратат во земјата. Станува збор за индивидуална одлука, главно поради неможноста да најдат работа дома. Лични контакти, можности за студиски престои, работа на брод или пак бугарски пасош за малку повозрасните се најчестите начини преку кои македонските граѓани се одлучуваат да напуштат земјава. Според извештајот на Организацијата за економска соработка и развој, најмногу македонци лани се иселиле во Германија, Австрија, Швајцарија, Соединените американски држави, Канада, Австралија и во Нов Зеланд. Ваквиот тренд најмногу е присутен кај младите.
а причините се различни. Еден од нив е Кирил Арсовски Пржо, студент на одсекот екологија, кој вели дека и досега заминувал на работа во странство, па повторно се враќал во Македонија, а сега има план за подолгорочно заминување. Неговата причина е неможноста да остварува својата професија како биолог истражувач во Македонија. Јас преку приватни контакти, јас имам тесна соработка со дел од истражувачките научни институции од Бугарија и тамо често патува. Немам бугарски пасаж, пошто немам потреба да се работам, тоа патувам како македонец. И кога имам потреба за минувам и тамо престојам на некоја одредено време, па сваќам тука повторно, зашто тука се уште имам обврски кон моите студии, кои не се уште не завршени, зашто што завршам студиите, јас не надевам нешто многу што ме врзува од професионален карактер да останам во држава. Како што нагласи и самиот, нему не му било потребно вадење на бугарски документи, тренд кој особено беше присутен како начин на иселување од земјава до 2009 година, односно до визната либерализација. До тогаш тоа всушност им беше една од најчестите опции за заминување во странство. Според некои процени, меѓу 2009 и 2010 година, за речиси 90% се намалил бројот на додирани пасоши од Бугарија за македонците. Оние пак кои не заминуваат за секогаш или пак преку добивање странски пасош, одат и на времени вработувања, како на пример во Брод или пак во гостителскиот сервис во Блискиот Исток. Но Зоран Кочовски, директор на агенција која 19 години посредува за таков тип вработувања, вели дека трендот во последниве години е намален. Причината за тоа, меѓу другото, тој вели дека е во тоа што кандидатите од Македонија имаат преголеми очекувања од работата во странство, но и тој не ја отворила како една од причините визната либерализација. Во еден период од 2002 до 2007 година имаше навистина поголем интерес, но тоа беше периодот кога Македонија беше во зоната на црната листа на Шенген зоната, па беше многу потешко излегувањето од Македонија. Мислам дека визната либерализација е основниот предуслов или услов за намалување на интересот на младите да генерално бараат работа преку агенции за последување при вработување, бидејќи со можноста да се патува пред низ европските држави слободно, ценам дека еден дел од младите од Македонија се обидуваат самостојно да најдат работа. Дека повеќето млади сакаат да напуштат државата покажува и студијата на фондацијата Фридрих Еберт и Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања објавена минатиот месец. Според неа, повеќе од половина од младите во Македонија сакаат да заминат во странство, дури 1/3 од нив воопшто и не помислуваат некогаш да се вратат дома. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.